Денес во Битола, на теренот со вештачка трева Павел Шатев, се одигра реванш дуелот во рамките на четвртфиналето на Купот на Македонија, во развојни категории пионери. Во интересен надпревар одигра екипите на Пелистер и Работнички. Работнички со гол постигнат во вториот дел од дуелот, славеше со минимални 0:1. Во првиот надпревар во Скопје, Работнички исто така славеше минимално со 1:0 и со вкупен резултат 2:0 е патник во следната фаза од Купот на Македонија. На денешниот надпревар правдата е делеше главниот судија Ирена Валевачковска од Прилеп. Јас прво сакам да му честитам победата на Работнички и му посакувам да стигне што подалеку во Купот. Првата утакмица одиграна во Скопје, по моје мислење требаше мечот да го решиме таму во Скопје. Тука дојдува со еден добар резултат за нив 1:0. Требаше да бркаме ние 2:0. Меѓутоа тешко одеше. На моменти по мене мислам една грешка на судијата може да ја одлучи утакмицата. Немам намера и немам тако мислам педигре да ги напаѓам судите, меѓутоа сепак мислам дека прво полувреме имаше пенал за нас кој играта ќе свртеше во еден друг правец, меѓутоа одлука на судијата беше таква дека не биде пенал и си продолжи. Случајно постигнаа гостите еден гол и мислам дека со тоа го решија мечот. Тешко беше да се стигне до трет гол. Ние имаме уште едно коло до крајот на првенството. Ова генерација се држи доста добро. Меѓутоа морам да кажам дека играчки сум задоволен, бодовно не. Меѓутоа мислам дека ќе го поправиме. Во недела во Битоло, во организација на Фудбалската федерација на Македонија, се игра последното коло од преварите во детската лига во Преспанско-Пелагонискиот регион. На теренот Павел Шатев се среќаваат екипите на Форца и Пелистер во генерациите од 2005 до 2010 година.